човекот е човек, не е онака како се однесува во животот, најблиското да го препознае она кој што другите не го гледаат. И заради тоа ние размислуваме поразлично од остатокот на светот и заради тоа сте вие тука. Суштината на нашето постоење да создадеме и креираме среќа на сите околу нас, заради тоа што тоа е изворот на нашата собствена среќа. Солзите радосници одамна не сум гледал, заради тоа што сите сме венчани со ореолот над тагата и на безнадежието во кој што ни оковаа 20, 30 или 40 години од мојот овоземен живот. Ама едни од ретките моменти кога сум доживел солзи радосници беа пред 3 дена, кога одеднаш без да знам, ми се јавува постар човек, ми се представи како Бојан Козар, односно... Благоја. Благоја, се извинувам, Благоја Козар, син на Мицко Козар, што мене ми извини, бидејќи мисля дека синот му е одамна почнат или нема ни син и така натаму, така што прво тој факт ми изненади, додека во себе се борев за тоа што да му кажам на тој човек, тој почне да липа како мало дете. И ја посакувам во животот еден секој од вас барем еднаш да слушне, ако може и да слушне и да види како изгледаат солзите радосници. Во животот мислам дека за се имам одговор, на многу прашања имам одговор. Ова беше едно од работите на кои што не знаев што да кажам. И ако нешто сакаш да го кажеш, не е поважно од тишината, тогаш молчи, најмногу ќе кажеш. Ќутев, се додека липаш, тоа траеше 1 минута 60 секунди. И откако малку се соземавме и јас и он, и откако успев да разберам што сака да ми каже, рече дека жали што не може да дојде, строгнат е од гестот, 25 години се чувствувал заборавен од се и се што. Зошто така што рече да ве поздравам сите вас, рече ќе даде нешто, реков многу сме, вика никогаш не е многу за оваа среќа и радост што ми ја направите, така што во животот, ако некој ве праша што сте направили во животот, направите еден човек среќа. Нема потреба ништо во животот друго да изградите и да направите. Тоа е најголемата работа. Толку од мене, се тоа што огромно задоволството да се види со Козар, сето оно што он ви го каже, се надам дека мите ќе ви го пренесе онака веродостојно. Ви фала ли што дојдовте? Јас не имам таа возбуда која се слична што се јави, испадна дека сме комши изграда до зграда, тоа додатно вака мене. Изградува, бев 2 пати кај него на гости, во будливи моменти, еден првиот пат еден убав разговор, со евокирање спомени, со објаснување каде е погинат Мицко Козар и така натаму. Имам едно поздравно писмо од него, да поздравува сите, па со задоволство ќе го прочитам. Почитувани пријатели, дами и господа, млада генерација патриоти, да поздравувам и се гордеам со вас, со вашето дело за поставување нова плоча на чесмата подигната на 11 октомври 2000 година од страна на планинарите на Тутински комуна Прилеп во чест на капитан Мицко Козар, планинарски командант, партизански командант кој загина во неравна борба на 6 декември 1932 година недалеку од овде местово каде е изградена чешма. Инаку, Мицко Козар бил осуден од бугарскиот окупатор 3 пати на смрт, учесните во настаните на 11 октомври 1941 година во Прилеп. Во 1932 година станува командант на најголемиот партизански одред во Македонија Димитар Влахов, со борци од Прилеп, Велес, Скопје, Куманово, Свети Николе, Битола. Имал богато револуционерно искуство и во Кралска Југославија, лежал во затвори и интернација пред почетокот на војната. На 6.12.2017 година се навршува 75 години од загинувањето на Мицко Козар. На истиот ден е убиена и Невена Георгиева Дуња, на која контрастите ја се глава. Тоа е друга историја. Знам јас дека е 2-3 дена, меѓутоа он така напише и го принесувам така. Неговата кауза била слободната ковина Македонија. Ја имаме да ја чуваме. Честит празник 11 октомври, да живее Македонија. Подпис Благоја Козар, син на Мицко Козар. Сега, јас инсистирав тоа што Благоја сакаше да го прати овде за поточување, да се намали заради носење. Може би сгреших сега вака кога ве гледам во голем број. Меѓутоа имаме едно шише ракија и една кутија бомбони бајадера, па ќе пристапиме кон стапењето. Бардови на македонското планинарство.
Ето. Браво! Има и черка, Мишо. Има и черка. Черка Мишо не може да дойде. Не може да дойде тая. Много фотографии, помалък черка има. И никак ги поздравя всички участници. На окей. Да снимам, да го изключам. Снимаше. Снимаше, само морам да изключам за да сликам. Инако се снима на мита.